Здраво. И замисли само, дека конечно има добра кампања. Од 100 години Скопско кампањата немав видено нешто да изгледа окей. Стварно нема видено нешто да изгледа окей. Ти што си прв пат тука, здраво, добре дојде, ти што доаѓаш по не знам кој пат, здраво, како си, добар, по дома, добри, живи, здрави, фамилија, сите добри? Супер. Лайк, шер, сабскрайб за почеток. И да се извинам за на Patreon тоа што реков за -3. Додека го гледаш ово видео, значи дека веќе го домонтирувам видеото, тоа го имав снимено еднашка, не ми се свиѓаше еден дел, го преправив тој дел, па не ми се свиѓаше цело видео, сабајле го снимав пак од почеток цело, сега го завршувам нешто уште некои ситници само да измонтирам и ќе се аплодира таму. Ако сакаш да го гледаш видеото ти што не си на Patreon, слободно зашлени се, 5 евра, 10 евра или 50 евра, колку сакаш остај таму и ќе имаш цело видео како се прави лого од почеток до крај, значи со бриф од клиент и така натака и така натака. Фала ви на 20 патрони што сте во моментов, а другите пуштете некој Кешановиќ да му ева мајката. Да не биде, Гоце само јаде гомна, Гоце е лош, Гоце е ваков, Гоце е онаков, Гоце е хейтер, Гоце си создава непријатели, Гоце прави глупи видеа, Гоце има тикови. Еве сега, конечно, добро видео. И тоа добро видео за добра кампања од агенција која што ми направи едно од најпознатите видеа што ги имам ја, а у исто време го направи најлошиот бренд на свет. Стано е збор за Мекен, а најлошиот бренд редизајн е Семос. И сега Мекен направија една многу добра кампања со работка со Халкбанка. Халкбанка е долгогодишен клиент таму. Ја доработев таму, имав чест и прилика да работам за Халкбанка. Тоа ги направивме оние како беше. Тоа беа првите билборди и првите кампањи за една банка во Македонија и во регионов која што не користеше насмеани луѓе со картица увек нешто. Него повеќе беше илустрација, повеќе беше типографија, така малце шарено, разиграно. Банката сака да се одвои од сите други банки, од сите други глупости, да биде своја лично и тоа мене многу ми се свија. Маркетинг тимот што работи во Халкбанка е супер и екипата во Мекен која што работи на Халкбанка е исто супер. И кој ја? Да се пофолам. Нема врска. Лето е, а до вчера благодарејќи на дождот, тоест до вчера имаше пожари, пола Македонија гореше и вчера заврна еден дожд и пожарите се изгасија. Халкбанка заедно нели соработка со Мекен викаат слушај, сега гори шумата едно друго, ние ќе правиме нешто општо добро и тоа општо добро ќе биде ќе засадиме дрва во Македонија за сите тие што изгореле бла 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 бла. Кампањата почна со ова тизер видео, ми се свиѓа што креативниот директор Мекен увек сака тизери некој да пушта. И ова ми се свија дека е, нели, интересно едноминутно 45 секунди видео, така. Тоа ќе му дојде, колку е? Минута и 17. Ќе го гледаме заедно. Нема зборење у видеото, нема ништо. Потен краток филм на Халкбанка. Види колку била типографија. Лепота. Две бабички се застана и се играат, се вртат. Мајка со бебе. Многу е јако како сенката се мрда, значи, да речем, дел од денот е снимала. Имаме Ej, Камно не сум те погледал. Јој, корпа, волт некој, изморен брато. Ќе се возиме уште. Имаме толку. Гениално е, мене ми се не. И 5 са тива, значи 5 лежи тука. Добро. Де? Милион дрв. Ете, така се прави кампања. Така се прави кампања, браво! Браво! Самата таа кампања, значи самото тоа минута и 17 секунди видео на мене
ми створи така некоја топлина, убаво ми дојде. Викам, леле, што е фино, што е прелепо. Знаеш. А што е лепо е Богу драго. Намирисав дека е нешто друго. И чекав и вчера искочи кампањата. И кампањата многу ми се свија. Еве го постерот, вижуалот, ки вижуалот, како сакаш наречи го. Како од каде потекнува, нели? Тоа што е најдобро во кампањата е што кога седиш, кога работиш, методологијата на работа е најди нешто со кое што луѓето ќе се поврзат на некој начин и искористи го за свое добро и потоа нели од своето добро направи нешто добро за сите други. Види колку убаво изгледа се. Значи се е на место. Дрвото е исечено. Внатре овие круговите на дрвото, значи самото дрво, уствари секој круг е 1 година. И сега се мерат годините, колку години се пројдени. Ги преживеало Балканските војни, преживеа бомбите во Втора светска, преживеа големата суша, него преживеа жарчето од твојата цигара. Овие сите ваму меќе најко спушат и затоа сега за жарчето за цигарата се паќа. Шалом се, скоро пушат ајко сите. И нели секоја година 1000 хектари шума исчезнуваат во пожари низ Македонија поради човеков невнимание. Стадиме милион дрвца за да се обидеме да го наместиме уништеното. Халкбанка подпис, толку крај. Све е кажано. Све е кажано и оваа кампања не верувам дека постои човек на светот кој што ќе се насере на кампањава за нешто или ќе каже неа бива катастрофа е, лоша е, ваква би... Не, таков гад мислам дека се нема родено. Ова ми мене една од поубавите кампањи кои што ги имам видено годинава. Дефинитивно. Пред се има оној човечки допир. Слоганот на Халкбанка е важни се луѓето. Значи, ова е точно on point вака. Ставено и направено е како што треба. И ова ми се допаѓа мен. Зошто фотографијата изгледа толку добро? Знаеш, ша правеле Ани и Дими, зашто е вистинска фотографија, направена, обработена, средена кој што треба. Арт дирекцијата, текстовите се супер, се е супер, ама се е направено, ништо не е позајмено од интернет, нема симнато Shutterstock, тоа го зборев уште тогаш. Дај да го баталиме малце Shutterstock, затоа што со Shutterstock ќе правиме Shutterstock кампањи. Ова е гениално, мене стварно ми се свиѓа. Имам една мала забелешка, само текстчето знам дека иде во линија со важни се луѓето, ама моите очи некако текстот ми иде малце надоле. Ја преби да оставам во овој дел тука што е обележаниот, значи да се подкрене малце текстот и да се заврши работа со тоа. Само тоа ми е една мала забелешка вака од око, ама и Боби и Петар се сениор арт директори, така да они сигурно поише знаат од мене. Така да не знам што да кажам друго, освен дечки уште еднашка браво Мекен, браво Халкбанка, зашто нели сте трнале уваков чекор ова да го направите. Тоа е од прилика тоа, не знам друго што да кажам. Многу кратко видео, 10 минути видео само, пак сега ќе се вратам, нели, добро, браво. Стварно, од тизер кампањата, па како мрда сенката у различни делови од денот, дека е снимано, дека цел ден има сонце, дека цел ден има сенка ради дрвата. Тоа е веќе она кога работиш со мозок и буквално кога уклучуваш мозок кога работиш нешто е тоа. И сите буквално сите луѓе на светот во земјава поточно треба да се фокусираме на тоа. Еве ова вчера го ставив, не го читаш тука, еве го моментот, за ова зборам ја цело време и за ова се љутам, и за ова се карам, и за ова пцујам, ве разбираш. Ние работиме во најдобрата индустрија на светот. Индустрија која што сите ќе ја видат. Значи секој човек ќе ја види оваа индустрија. Секој човек ќе го види нашето дело што го имаме направено и наместо да правиме најдобри ствари, ние правиме испод медиокритетни глупости и после тоа крив ни е цацко зашто не зајабаваат и зашто не дупат нас. Стварно нема поента. Оваа кампања, сега пак ќе се вратам на кампањата, затоа што оваа кампања
во Мекен е спремана за фестивали. Ова е фестивалски пристап на арт дирекција, на креативна дирекција. Значи ова не е толку многу humane, зборам, го има моментот, значи сите ќе не допред затоа што и судиите по фестивалите за креативност се луѓе, така, и нив треба да ги допре тоа. Ама ваква е минимална, нели нема она многу барање, захтеви од клиентот, па направи го логото поголемо, па направи го разиграно, нека биде. Не, него едноставно направено е чисто за да се свати концептот и да се освои некоја награда. Моите предикции ќе очуваме видеото, ќе остане. Моите предикции се најмалце сребро на Golden Drum. За Кан не сум сигурен. Поише си иде на тоа AI глупости, сам поише следат трендови, не може следат некои убави ствари. Не е креативност, него поише технологија е станато со Кан. Најмалце сребро, очекувам Гран При, ако освојат Гран При, едно пиво ќе пушта, тоа е тоа, брат, сега, не знам што да кажам. Иначе да се вратам сега. Колективно кревање на креативни стандарди. Значи, дај да му ебам мајката, да му ебам, да се оправиме, да работиме како што треба, да имаме услови за работа, и живееме у држава што има премногу ствари кои што може да се направат, да се разгледаат, да се искористат во наша корист. Да му ебам матре. Башка, вчера дури и Трамп го кажа, executive order, improving our nation through better design. Америка ако греши, пази Америка кој што значи најдобрите дизајнери таму се сите ги украдоа сите дизајнери таму да се сега, нели? Уште од времето. И сега они викаат ни треба подобар дизајн за да појакнеме нацијата. А ние како нација седиме и си свириме курца и викаме ајде бе нема врска, дај тоа Shutterstock, дај таа некој градиент да ставиме на логото, да напишеме со бугарска кирилица и готово. Ја мислам дека стварно треба да се крене креативниот стандард кај нас и дека мораме повеќе да размислуваме креативно и да делуваме креативно и кога ќе кажеме нешто, да го кажеме со помалце зборови, ама да има поише значење. А не да напишеме еден натолкав памфлет, да спомнуваме Чехов, да спомнуваме писма, и на крај пак курац да кажеш да ти имам. Да, жолев тебе ти кажем, сине. Опрајте се углаите да ти имам. Тоа е тоа. Мило ми беше што беше тука. Кратко видео за денеска. Ете, позитивните видеа се кратки, многу малци имаш да кажеш, но што све е кажано у добра кампања. А за лоша кампања може да збориме 2001 и назад, и пак да има многу простор за зборење. Останете ми у добро здравје, лайк, шер, subscribe, Patreon, како сакаш, колку сакаш, колку можеш, уствари, највише. И тоа е тоа. До следно видео. Адио.